Наместо да го штитат законот и да гарантираат безбедност, тие го кршеле кај ќе стигнат. Најмалку 50 на полицајци завршија како тие што треба да ги ловат, како ситни криминалци. Од злоупотреба на службената положба до несовесно работење и оддавање службени тајни, па и неплаќање на патарина. За само нецели 5 месеци двоцифрен е бројот на полицајци кои може да завршат зад решетки. Последни се 15 високо позиционирани во МВР кои незаконски издавале дозволи за поседување оружје, а истрагата може и да го зголеми бројот на службеници кои ги заобиколуваат правилата за да се здобијат со некаква корист, најчесто кеш. Од статистиката на МВР, во периодот од јули до почетокот на ноември поднесени биле 15 пријави за 16 кривични дела. Поднесени 15 кривични пријави против 33 вработени во МВР за сторени 16 кривични дела, од кои 3 кривични дела злоупотреба на службената положба и овластување, 4 кривични дела предизвикување на општа опасност и по едно кривично дело примање подкуп, убивање и мачење животни, загрозување на сигурноста, спречување службено лице во вршење службено дејствие, облјуба со злоупотреба на положбата, неизвршување на судска одлука, кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен газ, повреда на правата од работен однос и несовесно работење во службата. Пред само 2 недели беа фатени двајцата сега пензионирани инспектори за имотни деликти, кои на групата од грчаци откривале за акциите и апсињата кои ги планира МВР, а за тоа дебело биле наградувани со станови, коли и кеш. Картелот, засилен со двајца вработени во МВР, успеале да заташкаат дури 5 предмети, меѓу кои акцијата Планина, во која главните од групата Дукјанџик им избегаа на органите на прогонот. Министерот Тошковски најави дека истрагата за Грчацки се шири, а така ќе биде и за службениците во МВР кои ги кршат законите. Таков беше Кочанскиот началник во МВР кој со легитимација во повеќе наврати поминувал низ патарини без да плати. Пред него фатени беа и 12 полицајци кои организирани со уште 6 вработени во државните патарини без да платат поминале 959 пати на наплатната станица Романовци. Има и такви кои кривично ќе одговараат за примање мито за да не напишат казна. Издавале државјанство за луѓе кои не се во Македонија, а и полицаец кој ги лупел граѓаните за да им плати административна такса. Од МВР уверуваат дека сите кои ќе бидат фатени како ги прекршуваат законите, ќе се сносат и со дисциплинска или суспензија.